civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Нашава екипа што току се врати од Будинарци и местото каде што огнената стихија ја голта шумата. Вие сте пожарникар и имате искуство неделава со големите пожари, а имате искуство и од пожарот во Малешевијата. Како вие го сагледате тоа? Вака, пожарникарите од Штип овие денови несебично се борат со пожарите кај што ја зафати Источна Македонија. Први не учествуваа, наши две екипи учествуваа во гасењето на големиот пожар во Кочини, во околината на Кочини. Потоа, како стартуваа другите големи пожари, така и ние се префрловме кон Малешевијата. Имавме една екипа помеѓу Пехчево и Берово, една екипа во Делчево, неколку дена таму, потоа кога и овде почнаа пожарите во Штип да беснеат, моравме да се вратиме овде. Знаете дека и овде имавме исто во Штип, околу војните магазини, така да со тие пожарникари што располагаме, ние покривавме буквално каде можевме. Ова е несебичност, бидејќи е и рокот е дел од вашата служба, но ние како граѓани мораме да се запрашаме кога додат вакви елементарни непогоди, дали институциите кои се задолжени за тоа може да се справат, дали им даваме доволна сила за тоа? Да, морам. Овој пат морам да ги пофалам институциите дека помагаат. Значи, тие се на располагање наше, односно, секогаш кога ние баравме некоја помош од нив, несебично ни помагаа и сега кога доаѓаат вакви кризни моменти, дали било ова сега со пожарите или да се вратиме на назад со поплавите, ние помагаме, бидејќи тогаш на народот сме им најмногу потребни. Во соработка со Центарот за управување со кризи, во нашиот синдикат, во соработка со синдикатот, горе на ниво со премиерот, со министрите, буквално ние сме сега во овој период задоволни од нив, бидејќи и тие излегуваат на нашите барања, одговараат на нашите барања, така да во тој поглед нема што да се поплакаме, останува ние да го дадеме својот максимум на терен, луѓето да бидат презадоволни од нас. Тоа е едната работа, вашата пожртвеност. Имаме еден друг проблем, кога се појави нешто како криза, дали се работи за поплава или се работи за пожари, тогаш увидуваме дека некои од системите кои се поставени заради тоа не сме ги доизградили. Сите се научивме сега за стандардите за бројот на жители територија и бројот на вработени во противпожарните служби, за возилата кои треба да ги поседуваат и за опремата кои треба да ја имаат. Сега и гледаме горе во Малешевијата австриските доброволци кои не се професионални пожарникари, меѓутоа според она што го носат нашиве сограѓани кои работат во противпожарната служба, изгледаат како специјални единици. Овде, што е вашето мислење за тој дел од екипираност? Вака, секако дека фали нешто за да бидеме уште подобри. Фалат технички средства, некои кои што пример, фалат некои возила, потоа најбитни ни се оние сега што ни се потребни за во теренски возила по планините. Значи, сепак ќе треба воеднина да се размислува и на тој поглед. Фалат дел од бројката на пожарникари, сега тој закон колку треба лимитот, јас не го знам, меѓутоа мислам дека Европскиот просек за една општина од 50.000 жители меѓу 80 и 100 пожарникари. Вака, ние сме 30 пожарникари, со командирот 31. Че скоро една третина од европскиот просек. Таа е бројката на пожарникари во Штип. Максимум што бевме 40. Значи, знаеме дека во тој поглед ни фалат пожарникари, фалат некои средства, знаеме дека граначалникот Сашко Николов, доктор Сашко Николов се труди, дава максимум и знаеме дека наскоро ќе дојде возило специјализирано за шумски пожари. Меѓутоа, се уште треба да се потрудат и другите институции, уште некој дел да обезбедат со возила. Знаеме дека помалите општини имаат проблем со возила, така да пожарникарите се соочуваат со таков проблем. И овде се појавува како анализа на состојбата, се појавува од потребата уште еднаш да се размисли враќањето на стариот систем на цивилна заштита и централизираност на овие институции преку Центарот за управување со кризи или Дирекцијата за
помош и спасување во кое што и противпожарните служби, противпожарните единици нема да бидат врзани само за локалната самоуправа. Сами рековте, некои од локалните самоуправи едноставно не се мокни тоа да го направат. Сметате ли дека поголема централизација ќе донесе поголема корист? Ќе го оставиме тоа на институциите, ќе го оставиме на надлежните. Меѓутоа, ние, наше мислење на пожарникарите, со независниот синдикат, кој што не застапува, мислењето е дека треба да заменеме под некое министерство и сите пожарникари да се знаат една униформа, да биде унифицирана униформа, да биде една единствена плата за сите. Значи, мислам дека тоа ќе донесе напредок во пожарникарството. Сега, кога сме веќе кај независниот синдикат, пред 4 дена имаше сообщение. Да. Околу состојбата со платите и барањето за социјалната положба на пожарникарите. Стоите за синдикат? Да, Штипскиот синдикат членува во нашиот независен синдикат и ќе ви кажам, ние сме задоволни од нив. Ако во изминатиот период некои челници на општината се однесува понижувачки према пожарникарите и дозволува да ние своите барања ги остваруваме преку судот, тоа веќе е минато. Можам слободно да ви кажам. Откако начело на општината дојде доктор Сашко Николов, нашата плата е веднаш исправена, нашите барања тој ги сослуша и ги реализира и тужбите кои што беа дел во изминатиот период повеќе ги нема. Тужбите завршија, пожарникарите сега земат солидна плата во Штип, зборам во Штип. Меѓутоа морам да кажам дека кога одиме на други пожари, кога се гледаме со луѓе од надвор од други градови, тие помалите општини се плакаат дека имаат проблеми. Обичајно е според нашиот начин на живот, не реализирајќи системите кои треба да одговорат за вакви случаи, имаме како граѓани размислување доколку нема пожар. Па имаме 40 пожарникари кои ништо не работат, ама кога дојде до вакви проблеми, кога штетите се огромни, почнуваме да мислиме дека вие сте дел од тој многу важен систем и ве почитуваме како јунаци, а претходно сметаме дека сте на терет на општината. Да, за жал, така е во Македонија. А ќе ви кажам искрено, кога нашите пожарникари одат на обука низ други држави, таму е се подруго. Значи, тие се пожарникарите во големите центри се почитувани. Пожарникарите се ценети. Овде, за жал, не е така. Значи, ако имаме ние големи поплави или големи пожари, тогаш се ценат и тогаш се рачунаме за херои. А ако преку целата година немаме големи пожари, тогаш ние сме на терет на општините и знае и некои градоначалници или други луѓе да не омаловажуваат тогаш дека да не ја ценат нашиот труд и нашата работа. Да се надеваме дека нема да има катастрофални пожари, вие да бидете почитувани затоа што сте систем кој треба да одговори на кризи, а имаме среќа да не бидат кризи. Ќе ви кажам нешто, ние сме секоја спремни, а зборам во името на моите колеги, пожарникарите Штип. Овде има многу храбри луѓе, навистина храбри луѓе. Несебично се борат, секогаш го дават максимумот. Овде имаме ние навистина храбри луѓе кои што, морам да кажам, можеби 1/3 се врвни, поранешни врвни спортисти, некои врвни во своите борлички вештини, не се плашат да го дадат својот максимум и мислам дека граѓаните треба да бидат задоволни, да спијат мирно. Секогаш сме и ќе бидеме будни и ќе помагаме кога е најпотребно. Тогаш мене ми останува само едно на граѓаните да ви се заблагодарам за пожртвованоста на која што ние бевме сведоци овие изминативи неколку часа во Малешевијата. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.